Slušaj vamo. Dobro bе, imate li milost? Ne, stvarno. Ja razbiram kriminalci. Sledajte malce istorijat. Da li to bilo mafija, da li bilo to, ne znam, bilo kakva organizacija kriminalna, sekoja kriminalna organizacija je imala merka, imala nekakav minimalen moralen kod, aby izdiši malko. Samo što ja završив prethodната slušaj vamu i vekam, ajde, jedna nedela da prisobirаме materijal pa da malce iskomentiram. A više nema što da se komentira. 2 sati ne pomina, se sluči nova afera, 3. afera, 4. afera, 5. afera. Ova već ne se štanca aferi. Porano, znate kako, nekade koga počnem ja s ovim moje to televizijsko prezentiranje na medium, na radio, koja će se slučeše afera, ta ečeše pa duri so meseci. Pa nekako, koga dojde onaj period od moj na jadi burek, znajev me po nekoliko nedeli da traje. Nekade veće kako šarenava veće se zbuvtuva, aferite bea nedela dena. I konečno se formira na 3 dena. 3 dena, ura, bura, ovo, ona, vamo i tamo i kje splasne. Za 3 dena. Što se slučuva vo međuvreme? Сега treba da gi analizirаме zašto go prava to što go prava. Ne mi je gajle. I don't care. I don't give a fuck. Абе, maltretiranje, mrcvarenje, ова е... Сега, ајде да се обидам да се ставам во нивна кожа и да си речам вака. Нели ги спомна предходно мафиите. Мафиите знаеле да бидат груби, да убиваат, да крадат, да земат, но го оставале народот да издише. Да издише психолошки, материјално и така натаму. Не си го убиваш од она со што живееш. Мора да му даваш просперитет, мора да мрдне, нели? Ти должи пари. Знаете што прави мафијаш кога му должиш пари? Ако, нели, имате дел, окей, ќе ги вратам парите, не можам сега, ова, она, мабута, он те остава. Не само што те остава да ги заработиш и да му ги вратиш парите, туку и те штити. Ти си на некој начин негова инвестиција, бидејќи зависи од тебе. И ова е реално. Ова е реално со многу мафии организирани во светот. Колку и да се сурови и така натаму, они и тоа како знаат да имаат елементарни морални компаси. Не дека оправдувам криминал, напротив, немојте да погрешно да ме разберете. Туку сакам да направам споредба со овие катадневни криминали. И сега ако влезам во нивна кожа и во нивни менталитет, си викам, не ми е гајле, можам да правам што сакам. Мнозинската партија им има дадено на група криминалци, има дадено да прават со земјава што сакаат, колку сакаат и како сакаат. Они се представуваат дека се заштитени од разноразни странски мешетари, амбасади, странски фактор кој му требаат, нели, на терен да прави нивниот dirty work. И овие се чувствуваат дека ни медиум, ни правда, никој ништо не им може. Остај друго. И стварно испадна така. Стварно испадна така. Нема црни листи за Дуи, нема апсења за Дуи, нема затвор за Дуи, нема криминал. Све е криминалот пред се ВМРО ДПМН е криминалот и за све се они криви. Иако не се власт, туку се опозиција веќе 8 години, они се криви. Абе, не ми е проблем нивното лажење, не ми е проблем нивното крадење, мене ми е проблем како бе им верувате. Мислам,
Како успеваат да ви го исперат мозокот? Ај барем да заработувате добри пари, па да гинете за оваа идеја. Леле, what the fuck, и ја трескам човече у 4 сабајле. Абе, станав. У 4 сабајле ја снимам оваа 2-3 дена после последната. Абе, се разбуди, викам, чекај бе, what the fuck. Мислам, неколку пати го кажувам овој англиски израз, вулгарен, да не се го поганам својот јазик, но овдека на вистина глумење лудело е рационален, политички или не знам, правен говор. Луѓе секој дневно гинеме по улици, секој дневно не крадат, живееме во живееме во ментална, психичка, па дури и физичка тортура. Како што, нели, демократите и оние нивни следбеници, како секој црнен сега што има слободно карт да бланш, да тепа белец и да нема никакви последици во Соединетите држави. Ако си било што освен белец надвор од Америка и поминеш илегално граница, ги имаш сите права. И реков и прошлиот пат. Пробајте бар да отидете да побарате виза. Еве, македонец, бел, пристоен човек. Пробајте да побарате виза за Америка, за Британија, за било каде. Абе, на клоци ќе ве издигаат, абе, ќе ве исповреđаат. Ама затоа вратете се од исламска држава. Еве, јас сум реформиран терорист. О, нема проблем. Господине, веднаш, каде сакате? Калифорнија, Бирмингем. Ма тоа се ваши места. Добре дошли. Welcome. Bonsoir. Како бе не отидовте за Русија, малце, нели? И вие проруски шо се. Ај, нема везе да не забегувам од едно на друго, на трето. Психологијата на неказнување создава криминал. Уштедно дете убиено. Вања не е последна, а ја заборавивме. И се што се игра на картата одолговлечување, дотолку е подобро за следните избори. До изборите, до 8 мај, се ке заборавите. Паметните нема да заборават и ке казнат. И треба да казните. Но мојата сегашна видеоколумна ми е психологијата на... Ај, ставете овдека едно пип. Куроболие. Абе, буквално никој ништо не ми може. Локален мангуп, никој не му може. Ни суд, ни полиција, ни медиуми, ништо не го плаше. Едноставно ќе си го изврти одговорот, како што е, овие неговите ќе си аплаудираат, другиве што да правиш? Еве, го критикуваат идниот премиер Мицковски, уште еднаш да му честитам премиер, бидејќи ќе биде премиер. Сакале или не, ви се допаѓало или не, ќе биде премиер. Зошто? Па, знаете како? Не го направивме ние премиер. Еве да ви кажам, еве ние што сме за десница, ние што сме за опозиција, со прст да не мрднеме, Мицковски ќе биде премиер. ВМРО, ДПМН ќе владе. Проблемот е, си викаш зошто? Затоа што овие толку лошо владеат, овие толку се вулгарни, да едноставно, ја мислам дека кога Мицковски ќе излезе на првиот прес и ќе се заблагодари на гласачите за убедливата, енормна историска победа на ВМРО ДПМН на следните избори, ќе треба да каже мојата благодарност иде кон бившата власт, кон СДСМ и ДУИ. Ја им благодарам затоа што да не бевте олку расипани, да не бевте олку лажливи, крадливи, олку аздисани и забегани, ние тешко ќе освоевме власта. И стварно, замислете, само замислете. Не, just think about it. Замислете да работеа добро. Патот Кичево Охрид направен. Патот до Косово направен. Патот Петровец Катланово направен. До Струмица автопат. Цела Македонија реални 1000 километри
патишта направени. Витекнуе кога излажа. Затворена фирмата, конфискувана, Дурмотурс, казнети, собственик, така натаму, исплатени огромни одштети на загинатите. Исто за болницата. Бившите министри, Венко Филипче и така натаму, сите. Тие во затвор, казнети. Сгрешивме, извинете, еве ги казнуваме. Помагаме. Инвестиции, праење ова. И се замислете и си викаш, види, јас стварно не сум за овие, али еве ги бе прават добри работи. Кој бре црни и добри работи. Абе шајка не закова. И уште искачаат мртви ладни. Абе со образот ѓон да ви беше, ке се излижеше вака, ке беше онака. Тутканици. Ке правеле тунел, Тетово, Призрен. И сега, а па од другава страна рипаат, ке се поврзувале косовските земји, голема Албанија ќе ја прави. Абе камо да ја правеа голема Албанија? Еве, нели, сакаш голема Албанија, направи ги тие патишта, нели, албанските се крени ги ово. Не, они со што објавуваат, добија визна либерализација Косово, 500.000 штикла. Абе, неќат ни да чујат во овој регион нешто да прават. Знаете што? Ние што останавме тука, ние сме важни. Ние ќе ја спасиме оваа земја, ние ќе ја спасиме Македонија. И да, се прави се да ја изгубиме оваа Македонија. Македонецот да не постои, македонецот да не ја владее оваа територија, други да го владеат онака како што било и во Балканските војни, во светските војни, во X други војни. Луѓе мои, ова не е моментална политичка ситуација. Во овој момент ние немаме борба со политички концепт. Ние имаме еден криминален концепт кој иде на рака на дерогација, на распад на сопствената држава. Тоа е паразит, тоа е канцер. Канцерот го јаде телото кој на крај умира. Мислам, кој луд? Абе имате паразит. Ај разбирам дека не те бива. Ај разбирам дека сакаш да крадеш. Усулот дека треба да имаш што да крадеш. Да остане ова небе, до крај да се уништи. Се да се уништи. Ајде кажете ми дека не сум во право. Еве не сум во право. Тогаш прашајте ги граѓаните, дали и они вака се чувствуваат? Се чувствуваат. Сите се несигурни, сите се незадоволни. Македонија е најнесреќната држава во светот. И ова да ви го кажам. Драги мои, од опозиција, ке ве гонам у сон, како ноќна мора. Ако не се покрене, нели се рече дека ќе се покрене за НАВ, за Вања, за убиствата, за крадењата и така натаму. Но јас велам, едно од најголемите злосторства што ги направивте за овие 8 години. И зашто барам специјално обвинителство да се направи и прво што ќе испита не онкологија, Министерство за образование. Македонија е прогласена за земја чии граѓани се со најнизок коефициент на интелигенција. И тоа не е случајно. И тоа е намерно. Заглупување на народот е полесна манипулација и крадење. А од кај почнуваш? Од кај децата. Па луѓе мои, децата ваши уште немаат учебници, али викаш, добре, седи, земавме плата. Од глава ќе ви пукне. Од глава ќе ви пукне кога за 10 години ќе бидете јадни и чемерни и ќе си викате, кај се моите деца? Јас ги сакав, јас ги почитував, нема кој да ми дојде. Ништо не треба да ви дојдат, треба да ве плукнат у фаца. Од Скајп да ви избришат затоа што кога ќе побегнат одовде, да не знаете каде се. Црно ни се пишува. Зракот на надеж е победата на опозицијата. Дај Боже да се радуваме, дај Боже малку, ја не барам малку да ни тргне на подобро. Слушај ваму.